Министре, ви благодарам за оваа можност да разговараме на оваа тема. Благодарам за поканата и за можноста јас да кажам нешто. Во контекст на стратегијата Едно општество за сите, постојаното тело оперативно кое што го председавате имаше неколку состаноци. Што е она што можете да го издвоите како или повеќе постигнувања доколку ги има, како најважни постигнувања во 2021 година? Ако погледнеме наназад, изминативе неколку години има значајни поместувања во однос на живењето или заживувањето на концептот на едно општество за сите, но исто така има и видливи предизвици. Што е она што вие сметате дека е клучно, дека е како постигнување и што е направено во оваа година? Прво би сакал да кажам дека самото донесување на оваа стратегија е еден храбар чекор и сериозен исчекор на владата дека сака приоритетно да се занимава со ова прашање. Ние се сеќаваме дека во претходни фази, претходни влади го користеле прашањето на меѓуетничките, меѓукултурните и други разлики како поле за политичка битка, политички провокации, политички манипулации и инциденти кои оделе на штета на граѓаните. Донесувањето на оваа стратегија го смени просторот и атмосферата за делување и сметам дека е тоа еден сериозно позитивен чекор. Стратегијата се спроведува по планот, генерално, иако има многу предизвици во самото спроведување, зашто ќе зборувам малку подоцна, меѓутоа она што сакам да го кажам е дека и двете тела кои што ја следат имплементацијата се функционални во сите 7 области во кои што се покриваат и веќе сме на половина од имплементацијата на оваа стратегија. До крајот на наредната година, 22 година, очекуваме целосна имплементација, секако освен таму каде што ќе има некоја виша сила за да не може да се спроведе, меѓутоа генерално мислам дека добро оди спроведувањето на оваа стратегија. Фокусирани сме и на правната рамка и на оние принципи на правична застапеност во институциите и на донесување на законите кои што обезбедуваат правична застапеност, но исто така и внесување на еден поинаков дух и во образованието, во културата, во односите меѓу младите, пред се за препознавање на различностите и разликите, препознавање на механизмите за надминување на потенцијалните или фактичките конфликти и едноставно борба против говорот на омраза, борба против да речам лажните вести и сето она што може да придонесе за подигање на меѓуетничките и меѓукултурните тензии во општеството. Сите државни институции кои што се во рамки на спроведување на оваа стратегија вршат својата работа. Пандемијата сериозно не ги успори процесите, тоа е факт, особено во делот на јавна промоција на резултатите, но и на јавна промоција на принципите на едно и еднакво општество за сите, како и интеркултурализмот. Мислам дека ова е долгорочен процес и така треба да го гледаме, меѓутоа тоа не значи дека не треба да правиме мали чекори кои што ќе наносат до големи резултати. Мислам дека приоритетот мора да бидат образованието и културата, затоа што секогаш полесно ни оди спроведување на стратегиите во делот на измена на законите и во делот на ангажманот на институциите, да речам оној поформален дел, а секогаш повеќе ни треба внимание на оние области кои што не зависат строго од државата и од нејзиното действување, или пак зависат од многу други фактори, граѓански организации, образовни институции, исто така бизнис заедницата и така натаму. Она што мене навистина ми дава голема надеж е тоа што различни структури се вклучени во процесот на имплементација и тие структури имаат навистина желба принципот на едно општество за сите и принципот на интеркултурализам да биде спроведен и да заживее во пракса во сите области. И во економијата, и во културата, и во спортот, и меѓу младите, и во образованието, затоа што само така навистина можеме да видиме видлива промена. Ние одиме по планот по акцијскиот план за спроведување. Мислам дека тоа го правиме успешно, но секогаш може и повеќе и подобро и мислам дека тоа ни е предизвик за 22 година. 22 година би сакале да ги интензивираме активностите во оваа област,
темата едно општество за сите да биде повидлива и во јавноста и меѓу граѓаните и меѓу чинителите, општествените чинители, да кажам, затоа што само така, одржувајќи ја оваа тема на врвот на приоритетите и давајќи конкретни форми на израз и на соработка, можеме да видиме некој резултат. Тоа е врзано и за регионалниот развој, за рамномерниот регионален развој, бидејќи и тоа е значајно за едно општество за сите. Тоа е врзано и со грижа за сите социјални слоеви, тоа е врзано и за еден жив пристап кон културата и третман на културата како жива материја. Секако, тоа е врзано и со оние прашања и механизми кои што веќе функционираат и на ниво на институции, значи за правична застапеност во институциите и во начините на одлучување. Посебно сум горд на тоа што комисијата во собрание која што се занимава со овие прашања конечно е профункционирана и работи, и таа комисија може многу да направи доколку навистина се ангажира на соодветен начин. Очекувате ли промени во интензитетот на спроведување на концептот? Најавувате далеку поголем ангажман. Граѓаните знаат дека земјата Северна Македонија очекува веројатно нов состав на владата. Дали очекувате дека концептот едно општество за сите ќе остане важен и за новиот состав на владата? Исто така тука е прашањето, нели, рокот на оваа стратегија која што е 3 годишна истекува, треба да се донесе нејзино продолжување. Во кои правци генерални очекувате дека ќе се движи спроведувањето на концептот во идната година? Концептот едно општество за сите е политички концепт кој што според мене ја промени политичката слика во државата. Ние она што беше направено и во на изборите 2016 година и наваму, гледаме дека комплетно го смени однесувањето на дел од актерите, на главните актери, и имавме пред овие локални избори и коалиции кои што не сме ги виделе претходно. Значи предизборни коалиции помеѓу партии кои што се од различна, да речам, етничка припадност, и сметам дека е тоа една нова вредност. Исто така, од друга страна, партиите кои што го одбиваа радикално концептот едно општество за сите, на некој начин и во нивното политичко делување и коалиционен капацитет ги доживеа последиците или ги се соочија со тие последици. Така што по мене е тоа сериозна придобивка на политичкиот систем. Меѓутоа тоа не е доволно. Спомнав дека Комитетот за односи меѓу заедниците во собрание профункционира и тоа го сметам навистина како голема придобивка, бидејќи претходно тој комитет се гледаше како едно тело кое што не треба да функционира или од него нема голема потреба. Ке ги имаме до крајот на март резултатите од пописот објавени и мислам дека тоа ќе биде една можност врз основа на тие резултати и на централно и на локално ниво на општините да се направат серија на активности поврзани со поголемо заживување на концептот едно општество за сите. Така што тоа секако ќе треба да го земеме во предвид и при спроведувањето на стратегијата. Како што кажав, он е дел на хармонизација на регулативата или на законите, очекувам да заврши успешно. Меѓутоа, мислам дека за 23 од 22 понатаму, значи за наредната стратешка рамка, ќе ни треба многу повеќе да се посветиме на заживување во пракса. И во областа на образованието пред се, мислам дека тоа е многу важно, во областа на културата, во областа на општествената комуникација, граѓанското општество и секако во областа на третирање на говорот на омраза како еден сериозен инструмент на противниците на едно општество за сите. Тука имаат улога и истражните органи, и обвинителството, и судството, и мислам дека ќе биде важно сите да го сватат сериозно овој поим или ова дело говор на омраза, за да можеме и да го искорениме и да го сузбиеме, но исто така и да дадеме шанса на концептот едно општество за сите да заживее во пракса. Која е вашата порака општо, да речеме, не само до оваа мала јавност конференцијска, туку и до општата јавност? Што треба општеството да направи за да им помогне на институциите, на граѓанскиот сектор да
овој концепт не само да живе или да заживе и да се спроведе, туку и да се унапредува. Овој концепт не може да заживее и да се унапредува доколку остане само одговорноста на државата и државните органи да го спроведуваат тој концепт. Мислам дека ни треба една посериозна општествена волја за негово спроведување и надминување на предрасудите, надминување на стереотипите, со цел да влечеме државата напред. Ние долго време, иако сме успешен модел на надминување на или да речам менаџирање на различностите во државата, споредено со регионот и други држави од регионот, мислам дека сепак имаме уште многу сериозни чекори што треба општеството да ги направи. Тука мислам и на медиумите, тука мислам и на образовните институции, тука мислам и на културните институции, тука мислам и на политичките партии, конечно на секој граѓанин. Мислам дека чекорите во вистинска насока се да правиме што повеќе конкретни проекти, конкретни работи, конкретни форми на соработка преку кои овој концепт ќе живее. Овој концепт не може да заживее ако остане само на ниво на политичка идеја, која што ќе се спроведува преку законите или ќе се спроведува преку да речам правичната застапеност. Тоа е само еден сегмент, една компонента. Многу попријатно ќе биде и многу поприфатливо ќе биде за сите граѓани доколку се овозможи граѓаните активно да учествуваат во креирањето и во спроведувањето на овој концепт. И затоа мислам дека посветеноста на креирањето на новата стратегија од 23-та натаму ќе треба да биде во координација, комуникација и консултација со поширок круг на граѓански чинители, секако и државни органи, државни институции, за да можеме да го заокружиме тој процес како општествен, не само како институционален или како државен. Така што би апелирал на сите општествени чинители кои што ги спомнав, активно да се ангажираат во креирањето на содржини за овој концепт и во нивно спроведување. Само така ќе го чувствуваме сите овој концепт за свој, само така ќе дадеме придонес, само така ќе може и да го искритикуваме таму каде што мислиме дека не е во ред или може подобро, и само така ќе оставиме едно убаво наследство за идните генерации да можат да веќе го надоградуваат тој концепт наместо да го градат од ново и да почнуваат од нула.